Добар ден, ученици! Јас сум професор Нела Најдовска Василевска, предавам биологија во Средното општинско училиште Нико Нестор во Струга. За денеска имаме за задача да ги проучиме органските материи во клетката и ја видовме дека градбата на клетката во најголема мера зависи од нејзината старост и од нејзината функција и дека во нејзиниот состав влегуваат различни видови на органски и неоргански материи. Денеска ќе имаме за цел да ги разликуваме различните видови на јаглехидрати, да се наведе улогата на јаглехидратите, да се препознаваат различните видови на масти, да се набројуваат својствата на мастите и да се знае која е улогата на мастите во клетката. Очекувани исходи е ученикот да знае да ја објасни градбата на мастите и јаглехидратите, да именува различни видови на јаглехидрати и масти и да ја набројува функцијата на мастите и јаглехидратите. Јаглехидрати или уште се познати како шеќери. Во својот состав содржат јаглерод, водород и кислород. Поделени се на прости и сложени. Простите се моносахариди. Во зависност од бројот на С-атомите, моносахаридите се делат на триози со 3 С-атоми, тетрози со 4 С-атоми, пентози со 5 С-атоми, хексози со 6 С-атоми и хептози со 7 С-атоми. Од пентозите, најзастапени во клетката се рибоза, која што влегува во состав на рибонуклеинската киселина, и деоксирибоза, која што влегува во состав на деоксирибонуклеинската киселина. Од хексозите, најзастапени се гликоза, која што уште се нарекува гроздов шеќер, бидејќи е најзастапена во грозјето, фруктозата или овошен шеќер, која што ја има во зрелите овошја, и галактозата или млечен шеќер која што ја има кај цицачите. На сликата подолу ви се прикажани структурите на пентозите и на најзастапените хексози во клетката. Сложените јаглехидрати се поделени на олигосахариди и полисахариди. Олигосахариди се оние кои што содржат од 2 до 10 моносахаридни единици. Малтозата е меѓупроизвод на разлагањето на скробот и се добива или се состои со спојување на 2 гликози. Лактозата е млечен шеќер кој што се среќава кај сите цицачи и се состои од гликоза и од галактоза. И сахароза, тоа е оној шеќер кој што го додаваме кога ќе правиме кафе дома и секојдневно го консумираме, тој се состои од гликоза и од фруктоза. Значи тој спаѓа во олигосахариди. Следните сложени јаглехидрати се полисахаридите. Тие содржат повеќе од 10 моносахаридни единици и тие се поделени на хомополисахариди и хетерополисахариди. Хомополисахариди оние кои што се изградени од исти моносахаридни единици, а хетерополисахариди се изградени од различни моносахаридни единици. Најпознати сложени јаглехидрати се скробот, кој што е продукт на фотосинтезата, целулозата, која што влегува во градбата на клеточната мембрана, гликогенот, кој што е резервен шеќер и го има во мускулите и црниот дроб, каде што се депонира и понатаму се користи, и хитинот, кој што влегува во градбата на оклопот на некои инсекти, безарбетници. Улогата на јаглехидратите, тие се градбен материјал, влегуваат во клеточните структури и во нуклеинските киселини ДНК и РНК. Лесно може да се складират како резервни материи, тие представуваат главен извор на енергија. Следните органски материи кои што ќе ги разгледаме, тоа се липиди. Липидите представуваат естри на алкохоли и на вишите масни киселини. Во зависност од тоа, дали станува збор за заситени или незаситени масни киселини, липидите можат да бидат течни или цврсти. Во состав на мастите може да влезе и некоја немасна компонента. Врз основа на тоа, мастите се поделени на прости, кои што само содржат алкохол и масни киселини, и се наоѓаат во помали количини во сите клетки, или се познати како триглицериди, и сложени или липоиди, кои што освен масна компонента, содржат и немасна компонента, како што е шеќерот, фосфорната група и така натаму. Видови на сложени масти, на липоиди се фосфолипидите, каде што покрај липиди има фосфорна киселина, гликолипиди, каде што покрај липиди има и шеќер, восоци, каде што покрај липиди има и алкохоли, стероиди,
кои што се среќаваат или такви се жолчните киселини и половите хормони, каротеноиди и витамини растварливи во масти. Кои се својства на мастите? Тие се органски соединенија кои што не се растварат во вода, се растварат во органски растварачи, како што е алкохол, ацетон, хлороформ. На тој начин може да се екстрахираат од ткивата на растенијата или животните. Липидите, за разлика од јаглехидратите, се хидрофобни органски соединенија, што значи тие не се мешаат со вода, туку даваат посебен вид на раствор, наречен емулсија. На сликата десно ви е прикажан додавање на капка масло во вода. И при тоа забележувате како стабива емулзија и после известно време забележувате, бидејќи капките на масло се полесни, пливаат на самата површина на водата. Водата потешка ќе биде подобна. Која е улогата на мастите? Мастите имаат структурна улога, односно заедно со протеините се важен материјал на клеточните структури, посебно е важно учеството во изградбата на цитоплазматичната и сите мембрани на мембранскиот систем во клетката. Ево овде вака ви е прикажан липопротеинскиот двослој на клеточната мембрана. Липидите, тоа се овие двослој велиме, горниот дел и долниот дел, наликуваат на главче со опавче и горниот дел е хидрофилен, а долниот е хидрофобен. Измеѓу нив се вметнати или се интегрирани самите протеини. Овде гледате како има и додаток на јаглехидрати. Улогата на мастите е и како извор на енергија, штитат од прекомерно губење на вода, штитат од инфекции, влегуваат во состав на хормоните и во состав на витамините А, Е, Д, К и се складираат како резервни материи, кои кај растението најчесто се депонира во ендоспермот на семето, например санчоклет, лен, тиква и така натаму, а додека кај животните во масно ткиво. Ова масно ткиво особено е важно, се депонира околу виталните органи, например во брезите околу очите, и има амортизирачка улога, односно го штити органот од повреди. За домашна задача ќе имате да одговорите на следниве прашања: кои моносахариди ги има во клетките, како се поделени липидите врз основа на нивниот состав и каква е улогата на јаглехидратите и на липидите во клетката. Ова е накратко за липиди и јаглехидрати. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успешна работа.